Да, добар ден. Иван, светот и светските стандарди во информирањето остануваат главната цел на тимот на телевизија Нова. Може би е најтешко кога треба да се говори за себе, ама останува да зборуваат фактите. Тие се оние кои што се стремиме да дојдат од секој од нас како новинар. Факт е дека за само 9 месеци телевизија Нова успеа да покаже и да докаже дека во Македонија може да се донесе светот, кога е во прашање употребата на светските стандарди во односот на информирањето, кои за сега може да се видат само на CNN, на Fox или на останатите светски медиуми. Во оваа неполна година од нашето постоење успеавме да информираме од речиси сите делови на светот. Информиравме од председателските избори, од САД, бевме во дел од светските и во регионот, односно во земјите од регионот каде што се случува голем број на избори, природни катастрофи, но информиравме и од културни и од спортски манифестации. Денеска во мобилното студио на телевизија Нова ќе поразговарам со моите колеги Славица Арсовска и Дејан Андоновиќ околу новите стандарди кои што се обидува да ги даде телевизија Нова околу информирањето и околу информативната програма. На двајцата да ви посакувам добар ден и ви благодарам за одвоеното време за ова гостување во телевизија Нова. Еден ваш коментар на начинот кој телевизија Нова го осмисли за своите појавувања и начинот на кој што работи напред на дамата. Честитки. Мислев дека поминала цела година или уште повеќе од стартот на работењето на вашата информативна телевизија. Сега слушнав дека биле само 9 месеци. Навистина за поздравување тоа што успевате во овие 9 месеци да наметнете една динамика на известување која што навистина треба да биде ваква кога станува збор за телевизија која што е наменета за информативна програма, односно која што доминантно известува за политички теми настани од домашната и од светската политика. Мислам дека ова предизборие е голем тест и за вас како медиум, меѓутоа и генерално за медиумите во Македонија, затоа што првпат и Сител телевизија и ТВ Нова и неколку други медиуми се наоѓаат под еден посебен мониторинг од страна на адхок тело кое што политички ги мониторира вестите и вие како и телевизијата од која што јас доаѓам, телевизија Сител, сме под силен удар и притисок врз нашето известување. Драго ми е што ТВ Нова успева и покрај овој силен притисок од адхок телото да продолжи професионално и со иста динамика да известува за настаните во земјава. Дефинитивно и Сител телевизија се труди да си остане на својата професионалност, да ги задоволува стандардите кои што од нас ги очекуваат гледачите, независно од тоа што политички за првпат се прави еден силен притисок врз медиумите во земја. Токму така нашата работа си ја завршиме, да известуваме навремено да добијат граѓаните информацијата која што ја очекуваат од нас, а телото кое што не оценува да си ја врши својата работа. Колега, што ги кажете вие за нашата работа? Првин честитки јас морам да кажам, одлична идеја, невидено во не само во Македонија, туку во регионот. ТВ Нова успеа да го подигне стандардот на некои светски рамки од аспект на конкретно овој автобус со кој нели се обидувате да ги пренесувате информациите од час во час. Исто така морам да кажам дека како новинар и како репортер морам да признам дека ова е одлично средство за подобро и поквалитетно да се пренесат информациите, бидејќи ова е мобилна телевизија на некој начин. Што само ни помага нели на нас сите новинари кои одиме по терени каде што нели условите не се секогаш пријатни, да може во мир и убаво да се пренесат атмосферата и информацијата од самиот терен. Што се однесува до она што го зборувавте претходно, ТВ Нова според мојот впечаток како колега можам да кажам, не се обидува, туку успева во пренесувањето на сите овие информации, конкретно од Македонија. Особено што нели ТВ Нова е 9 години, 9 месеци ми се чини во етерот, има јака конкуренција, колешката рече ТВ Сител и другите телевизии, но во секој случај сега за сега имате тешка работа да информирате, да бидете нјуз телевизија, која од Македонија е многу тешко. CNN може тоа во Америка да го прави, бидејќи е глобална телевизија. Македонија е сепак мала држава, а вие сепак успевате од час во час да имате нови информации, да сте на теренот и да задржите внимание на гледачот. Арсова, вие бевте во Америка заедно со мојата колешка Анита на еден од најголемите годинава светски настани, председателските
избори во САД, што значи да бидете на лице место, на местото на настана да известувате? Кое пренесете ни го вашето искуство? Да, ТВ Сител и ТВ Нова беа оваа година да ги проследат одблиску американските избори, кои се покажаа дека се навистина и големо изненадување и големо шоу и навистина вест број 1 која си уште го држи вниманието во целиот свет, во медиумите во целиот свет. Видовме што значи одблиску еден огромен медиумски интерес, што значи настанот број 1 во светот да се следи од лице место. Ние бевме во Њујорк, каде што се наоѓаа и штабовите на Доналд Трамп и на Хилари Клинтон, и каде што илјадници телевизиски куќи беа стационирани со своите екипи за да известуваат во живо за случувањата, таму бевме и ние. Можам да кажам дека беше непроценливо искуство да се следат одблиску изборите, затоа што и ние можеме да научиме од нив што значи слобода кога станува збор за известувањето за изборите. Овие избори во Америка беа, според кажувањата на нашите колеги од едни од најеминентните медиуми таму, беа многу поразлични од се што претходно како кампања пред се го има видено американците, затоа што медиумите беа најбрутални во своето изразување, користеа најотворени квалификации за кандидатите, особено за кандидатот кој што победи на изборите, нарекувајќи го лаж, го користејќи прислушувани материјали против него и така натаму. Значи, медиумите беа брутални, меѓутоа и беа комплетно слободни. Никој, никакво тело, никакви однадвор комисии не оценува кој медиум како треба да известува во одредена ситуација. Сите ја следаа својата уредувачка политика и јавниот интерес според нивната уредувачка политика. Можевме да видиме и како медиуми зазимаат отворено страна, поддржувајќи еден или друг кандидат, како што беше New York Times, Washington Post и други навистина читани и влијателни медиуми на американскиот. Само нови избори, да те прекинам, извини. Да, тоа не е нешто ново, меѓутоа беше нешто што во контекст на нашите случувања овде беше релевантно. Така што видовме што значи навистина слободно да се работи. Од друга страна, резултатот од изборите, односно победата на Трамп, која што беше за најголем дел од јавноста изненадување, иако имаше нели прогнози одредени дека сепак е можно тоа да се случи, покажа дека влијанието на традиционалните медиуми не е исто како што било во минатото, и тоа беше за нас интересен феномен, и дека она што беше радиото за Рузвелт, она што беше телевизијата за Кенеди, сега беа социјалните мрежи за Доналд Трамп. Дури нели видовме на шега дека и македонците во Велес успеале да влијаат на неговата победа, меѓутоа сепак како феномен колку наклонетоста на традиционалните медиуми кон кандидатот на демократите наспроти силните критики и давањето на јасни негативни квалификации за кандидатот на републиканците не влијаеше на изборниот резултат, е нешто што веројатно ќе биде предмет на анализа уште долги години за луѓето кои што аналитички ги следат овие изборни тенденции, овие изборни резултати и пред се влијанието на медиумите врз резултатите. Можеме да направиме паралела некаква од говорите и однесувањата на политичарите во Америка и во Македонија. Ете, го спомнавте интернетот, социјалните мрежи се почеста бојно поле, ако може да се каже, околу освојување на поени и кај нас овде во земјава. Мислам дека нема да биде за занемарување влијанието на интернетот и во Македонија. Баш можев да прочитам неодамна дека околу 1.400.000 македонци се активни на интернет, што е навистина сериозна бројка и значи дека интернетот не ги таргетира само младите, како што во дел од годиниве сме сметале дека е така. Очигледно дека со смарт телефоните и со веќе достапноста на Wi-Fi мрежата буквално на секаде низ државата, интернетот станува се порелевантен играч во политичките кампањи. Може веќе да се забележи дека на социјалните мрежи се води кампања помеѓу нашите политичари, меѓутоа секако во Македонија, барем според сите досегашни релевантни истражувања, и натаму телевизијата е број 1 медиум од кој граѓаните се информираат и кој што може да влијае на финалната одлука на гласачите за кого ќе го дадат својот глас. Така, Андоновиќ, прашање за вас. Од самиот старт телевизија Нова влезе во
една можам да наречам трка за што понавремено пренесување на информацијата преку секоја пресконференција. Ние веднаш потоа сакам преку линковска врска да се вклучиме во вестите, бидејќи ги имаме на секој час и да имаме таза и најбрза информација до гледачите. Не само за патувањата на секаде во светот и преку линковските врски тука да информираме во земјава. Колку телевизија нова го менува концептот на информирање, оној што го имаше изминативе десетина години? Па тој начин на информирање мене ме потсеќа на агенцијско информирање. Агенциите, нели познато е новинските агенции, да праќаат по две реченици што се случило, па после се истражува таа информација. Овој начин на информирање кој во светот поодамна го имаме, го можевме да го видиме, нели колешке, и вие знаете, ТВ Нова се обидува, ако во минатото нашите медиуми, највлијателните, имаа 2 ТВ дневника и кратки вести измеѓу, па чекавме главната информација да ја добиеме, да ја добиеме, нели, во 18 часот, во 19 часот, како имаат националните медиуми. ТВ Нова некако ТВ агенциски, ја тоа би го рекол, као новинските агенции. Тоа се случило, веднаш го прикажувате, значи го малце ја зема она поделба на медиуми каде што радиото јавува, телевизијата прикажува, весниците и медиумите анализираат. Новите моменти во медиумите испаднаа дека телевизиски имате радиско јавување, но како новинска агенција објавувате, пренесувате и после имате и анализи во оние емисии. Во секој случај се сменија на светски рамки, драго ми е што тоа го гледам во нашата држава, во нашето медиумско. Дел од експертите, тука со моите колеги ги прашам како вие гледате на лидерите на политичките партии, нивниот говор на тело, како го оценувате? Говорот на телото не сум го анализирала од професионален аспект, не сум побарала мислење на експертите. Можам да кажам дека пресудно според мене на овие избори во поглед на јавниот настап на политичарите ќе биде кој ќе успее да го наметне позитивниот аспект, односно кој ќе успее да придобие со проекти, со мерки, кој ќе успее да им се доближи на граѓаните, она како што видовме во Америка, кој ќе ги слушне и кој ќе им одговори со конкретни решенија на оно што се нивните проблеми. Мислам дека долгата политичка криза во Македонија не направи сите малку изморени од негативни, од црни кампањи, од црни и негативни реторики од политичарите и ние како новинари, меѓутоа пред се граѓаните, мислам дека во следните 20 на дена, ако воопшто тоа влијае на нивната одлука, доколку тие се уште не изградиле мислење за кого ќе го дадат својот глас, единствено нешто што може да им влијае, верувам дека ќе биде позитивната реторика, давањето на конкретни идеи, конкретни мерки, конкретни планови за акција како животот на граѓаните да стане подобар. Јас околу говорот на телото ќе се согласам, ние сме новинари, за тоа треба да прашате некој кој се занимава со тоа, PR стратег, говор на тело. Тоа е веројатно цела наука. Она како новинар и како граѓанин што можам да го кажам во оваа кампања е дека имаме митинзи кои говори и митинзи на лидерите и на кандидатите за листите кои едните ветуваат, другите ветуваат, ама имаат нешто остварено, така да сепак мислам дека освен партиското членство кое по дефолт ќе гласа за она што е таму, повторно главната битка ќе биде да се привлечат неопределените гласачи, неопределените кои се уште не одлучиле за кого ќе гласат, а ќе излезат на избори. Да, еве прашање уште за крај, еве со вас доколку добиете можност дали би направиле трансфер во телевизија Нова? Па добро, тоа е сега сериозен, тоа се сериозни животни одлуки пред се, ако се земеме предвид дека во Македонија многу тешко се наоѓа работа, нели? Па ние не би смееле со колешка Дарсова да кажеме дека работата се одбива, ќе испадне дека не сакаме да работиме, во секој случај професионалците барат професионална работна средина. Благодарам за јавната вака понуда потенцијална. Јас сум многу задоволна што работам во број 1 медиумот во моментов телевизија Сител, но истовремено ми е многу драго што телевизија Нова се појави на пазарот како конкурентски медиум, особено како нјуз телевизија и би можела вака најдипломатски да ве посакам многу успех и среќи и се надевам и понатаму на професионална соработка помеѓу Сител и ТВ Нова. Така нема да ви биде лесно да го задржите првото место. Колеги, ви благодарам за гостувањето, почитувани, вас ви благодарам за вниманието, продолжува Дневникот на телевизија Нова.